Европската Унија со нетрпение очекува формирање на нова влада во Македонија, а политичките партии се тие кои одлучуваат каква влада или коалиција ќе се формира. Изјави денеска евроамбасадорот во земјава Самуел Жбогар за време на посетата на Прилеп во рамки на кампањата ЕУ за тебе. Тој го повтори ставот на Унијата дека Брисел сака силна коалиција во поширок контекст. There's nothing I can Не би имал ништо да додадем од мојата изјава која што изјавив минатата недела, освен тоа дека ние со нетрпение очекуваме формирање на новата влада. Како што имам изјавено и порано, ние гледаме дека сите политички партии во земјата ја поддржуваат агендата на ЕУ. И ние веруваме дека токму ова ЕУ агенда е центарот или ткивото кое што би ги обединело сите политички партии во вашата земја. И таква агенда секогаш ќе има потреба од широка поддршка, не само од страна на владините или партиите кои што се на власт, туку исто така и од опозицијата. Жбогар ја најави и посетата на еврокомесарот Јоханес Хан, кој освен на министерската средба за енергетика на Западен Балкан, како што потврди од неговиот кабинет, во четврток ќе оствари и билатерални средби со сите засегнати во Македонија, со кои ќе разговара за политичката ситуација. Хан вели Жбогар од прва рака ќе ја оцени ситуацијата и ќе види како ЕУ понатаму може да ја поддржи Македонија. И портпаролката на Европската комисија Маја Коцијанчич потврди дека Хан во четврток во Скопје ќе се сретне со лидерите на политичките партии што освоија пратенички места во Македонското собрание. Иако главен настан поради кој доаѓа еврокомесарот е состанокот на министрите за надворешни работи, енергетика и економија од Македонија, Косово, Србија, Албанија, Босна и Херцеговина и Црна Гора. Комесарот Јоханес Хан ќе биде во Скопје во четврток на 9 февруари на состанокот на министрите за надворешни работи и енергетика од 6 земји на Западниот Балкан. Учесниците ќе го забележат постигнатиот напредок во енергетскиот сектор и ќе разговараат за мерки за унапредување на регионалниот пазар на електрична енергија. Исто така ќе се разговара за подготовка на самитот за Западен Балкан, што во јули ќе се одржи во Трст, Италија. На маргините, комесарот Хан исто така ќе има и билатерални разговори, меѓу кои со представници на сите политички партии на земјата домаќин. Ова ќе биде прва посета на еврокомесарот Хан во Македонија по одржувањето на предвремените парламентарни избори во земјава на 11 декември. Хан доаѓа во Македонија во услови на политичка неизвестност и токму во време кога се прават обиди да се формира влада. Ставот на еврокомесарот и на Брисел е дека политичките партии во земјава треба да делуваат на инклузивен начин и да се обединат зад заедничката цел на евроатлантската интеграција.